Jaz te ljubam, Isuse, za sve kogaš vo mojto srce ti naseli se. Ti mi davaš sila, ljubov, mir i pobeda vo se. I vo radost kje ti služam, ti si vnatre vo mene. I vo radost kje ti služam, jaz te ljubam, Isuse. Na kolena pred Isusa, ti malo stado возлюбено. Na kolena pred Isusa, ti malo stado Isusovo, za sve kogaš. Mir vam, slava ti Gospode Isuse Hriste, slava ti Isuse. Novo nebo, nova zemlja, poranešno to pomina. Na žedni od mu davam da pije od života voda darum. Vidite, novo nebo i nova zemlja. To je celata suština. Da go ostaviš starota, da se ostaviš ti stario. I to je proces nejednostavan. Mi imamo čudni slučaj. Tatko nebesan zborува i deneska od mene, neka sekoj zbor ги допре сите оние кои се жедни за Твоето Слово. Во името на Господ Исус Христос го врзувам сатаната и секој демон што се нафрлил врз било кој од вас, врз било кој од вас. Го изгонувам сатаната, му забранувам да се врати и го објавувам Царството Божие во овие слова, го ширам Евангелието на мирот од десната страна со Тебе. Знаете, со Тебе, Господе Исусе Христе, тоа е Духот да зборува, не ти да зборуваш. Чуден процес е тој, например. Денеска ќе зборуваме, видиме што ни покажал Духот за галатијаните, неразбрани галатијани. Те сакам, Господи Исусе Христе. О, неразбрани галатијани. Употребував често тој момент. Кај се сега тие галатијани отидени? Солунците, Откровение, те сакам, писмо христијаните, во Солун галатијани. Видете, интересен момент, ќе се фатиме до тој, зошто луѓето напуштаат и се заминуваат од заедницата. Тоа е интересен момент. Одеднаш се повлече, се исклучи, предходната недела ми се јави, тихо те молам, врати ме, ми исклучила сопругата, ми рече. Значи аларм, проверувам во групите молитвени на Вибер. Значи сотрудник кој беше во проблем, ме слушнал на телевизија додека поминувал низ собата, во една европска земја живе, по потекло од Македонија. Сетил жар, дојде со силна жар, дојде во Скопје на една служба со сопругата. Сабајлето, дојде од вечерта, ја слуша службата и сабајле рано од 4 се вратија на работа, бе утреден. Видете, интересен момент. Жар, молитви од срце, одеднаш еден ден ми вика сопругата, се молеше за сопругата, да го прими нешто, значи има проблем со неа. Одеднаш ми вика сопругата ми исклучила, врати ме. Јас му велам не си исклучен и следната недела се исклучува од групата и го нема. Го нема. И јас пишувам, му прашувам дарни ли сте, што правите, зошто, како. Одеднаш предоа една недела, 2-3, ме исклучил, ме блокирал. Без никакво објаснување, замислете. Значи колку време траеше тоа држба, па најмалку, значи 2 книги сум му ги пратил, најмалку 2 години. Еднаш дојде во Македонија, во Скопје, на една служба кај Даре. И сега го нема и одеднаш, како друг човек, излегол од групата, ке ме блокирал и не знам што, пишува нешто неверојатно. Знаете, тоа размислуваш, сваќаш дека тој е друг човек. Нашата борба не е против крвта и плотта, знаете. Сатаната ќе ве одлечка, често некој член од семејството ќе ве уцени. Затоа е тој стих кој љуби син или ќерка повеќе од мене, мајка и татко, жена. Видете, тој е тој момент, тој те одвлекува и пропаѓате комплетно заедно. Подобро ти да се излечеш, да останеш, да издржиш. Ево овде имавме една жена, работи во куќата каде што сме сместени од Бугарија, од
od некој од протестантските заедници дојде, бараше да се молиме и лани се молевме. Сеќавам, вика, присуство на Дух се намовнав и така натаму. Знаете, се молиме со неете, тоа е. О неразумни галатијани, немојте да бидете неразумни галатијани. Колку за кратко време ќе те одлечка некој член на фамилија, тоа е неверојатно. Кој ве маѓепса, тоа е таа врзаност за светот кој те влече назад, кој те маѓепса. Пред ваши очи имавте толку јасна представа за Исус Христос, распнат на крстот. И ти си дознал за Исус. Пазите го сега тој момент и се враќаш назад. А тоа е грев против Светиот Дух. Зошто, не знам што, сами ќе сте си учеле. И сите велат, јас сум крстен, јас сум дојдов до Исус, сам ќе си терам. А се уште се неутврдени, не се ни бебиња. Тој е оној прв момент што го зборуваме ние. Поверува, немаш отпор и имаш водна бања. Значи ти покажува надворешно исчистување. Тоа е слика, иако тие доминантно мислат дека водата исцелува. Што ако те потопам јас 5 пати овде, влегуваш сув грешник, излегуваш влажен, мокар грешник. Пазете сега. Едно сакам да ми кажете, дали го примивте Светиот Дух? Па тоа е важен момент. Преку придржување кон Мојсеевиот закон, можеш и тоа да го знаеш, да го читаш само ова писмо без дух, самиот. Или така што ја слушнавте радосната вест и поверува. Значи тој ја слушнал радосната вест и поверува. И потоа се враќаш назад заради некој член на семејството. Тој те одвлекува. Пазете сега, или јас, или Исус. Па тоа е лично сатаната што ве враќа. Јас ви го кажувам тоа, вие како сакате. Како можете да бидете толку неразумни, започнавте со духовното, сакате да станете совршени преку телесното, толку многу претрпевте, а попусто, зарем попусто страдавте. И сите тие имале, например, близок момент на отчитување, на потврдување на силата. Сме се молеле, тој се исцелил, татко му беше на работ, цело семејство, се кренаа, се молеа цело семејство. И одеднаш нема никаква причина. Дошол веројатно некој, можеби од големата црква, кои ќе одговараат за сето тоа, не ги пуштаат да влегуваат и ги прават синови на пеколот, да ги исплаши, ние си имаме наша црква. Ваша црква си имате и ваша вера, среќен ви пат. Црквата е на Исус Христос, ако тој не живее во твоето срце, значи духот го нема. Дали Бог ви го даде Светиот Дух и изврши силни дела меѓу вас, поради тоа што го споредувате Мојсеевиот закон и поради тоа што ја слушнате радосната вест и поверувате. Значи претходно имаат закон тие, 10 Божји заповеди, напишани на камен. Овие другите имаат, например, канони напишани, традиција. Апостолска црква не работат по Светото писмо, на собирот во Никеја изгласуваат со човечки одлуки. Тоа е оној разум, сатански разум што го има, што го објаснува овде. На вашиот изопачен ум и изгласуваат, ќе славиме ова, уште малку можеле да изгласат дека нема ни Свети Дух. Свети Дух нема. Свети Македонија се побунил таму на соборите во Никеја, им објаснил дека мора да има Свети Дух. Иако, што ако вие изгласате и не изгласате, тоа не се менува со човечки закони. Така беше и со Аврам, тој поверува и верата му се припиша како праведност. Поверува и изврши дејство. Ти ке речат верата, само верата. Дама верата без дела е мртва, нели? Во Јаков. Тој поверува и верата му се припиша како праведност. Треба да ви биде јасно дека оние што му веруваа на Бог се вистински потомци на Аврам. Значи Бог му рече на Аврам, ќе ти дадам син. Така. И после долги години го доби, првин го направи со Агара Исмаел, а потоа го доби Исак. И му вели Господ таткото, земи го Исак да го жртвуваш, немаме јагно. Тој го зема и го однесе да го жртвува, не се двоумеше, не се мислеше, му поверува. Тоа е тој момент, таа слика дадена. Нешто ќе треба да оставиш, наместо ти да ја завлечеш сопругата да дојде во заедницата, таа те влече назад. Имавме и друг, не го пушта сопругата. После го гледаш, отишол во таа, како да речеш, телесна заедница, каде што си тераат обреди и канони, кои се далеку од Исус, далеку.
Светото писмо предскажа дека Бог ќе ги прифати сите народи врз основа на нивната вера во вистинскиот Бог. Во вистинскиот Бог, а тоа е Исус, кој ме има мене, го има Отецот, кој ме нема мене, не верува во мене, го нема Отецот. Каде? Па во твоето срце, ако го немаш Исус, не го знаеш ни Господ. Тоа е целата суштина, зборуваш за некој Господ. И така натаму, светото, сите оние што се надеваат, преку тебе ќе бидат благословени сите народи. Значи Светото писмо предскажа, тоа беше во оној ден кога Бог на Аврам му ја објави радосната вест, велејќи му преку тебе ќе бидат благословени сите народи и преку тебе треба да бидат ако останеш. Не само твоите роднини. Тоа значи дека секој што ќе поверува во Христос ќе биде благословен. Ти си поверувал и се враќаш назад. Бегаш. Зошто се заминуваат? Па затоа што ти треба им кажуваш дека треба да се променат. Црквите во кои не треба да се промениш, седи си таму, пеј песни, извршувај некои обреди, никаква обврска не ти дава, не те тера да се промени, бидејќи тие немаат дух, не го разбираат тоа. Мораш да умреш стариот човек, а не да те извлече некој стар начин, стар човек. Тоа значи дека секој што ќе поверува во Христос ќе биде благословен, исто како што Аврам беше благословен, бидејќи му поверува Аврам на Бога и се нарече пријател. Дали ти е тебе тој пријател или е некој страшен Бог што ги јаде своите деца? Тоа е античка македонска митологија. Крон ги јаде своите деца. Те сакам, Господи Исусе Христе. Не, тој дојде да ги спаси изгубените, да ги најде. Те сакам, Господи Исусе Христе. Сите оние кои се надеваат дека ќе се спасат, дека придржување кон Мојсеевиот закон, или ако мислите кон канони, кон старата македонска античка религија, народна религија, денеска нарекувана православие и потоа католицизам. Знаете, живеат во проклетство. Ете, тоа е целиот проблем. Светото писмо вели проклет да е секој што не исполнува се што е запишано во законот. Проклет да е секој што се надева на човек. А ти го оставаш Бог и Исус заради некој член на семејство. Наместо ти да му помогнеш на членот, тој ќе те довлечка да пропаднеш. Тој ќе ги поднесе последиците на проклеството. А дека никој не може да се оправда пред Бога преку придржување на Мојсеевиот закон, на стариот начин, јасно се гледа од она што го вели Светото писмо. Значи, читаме 3 глава Галатјаните. Праведникот добива живот преку вера. И те вера е битен момент. Што значи тоа вера? Веруваш? Да, верувам, ама види се. Верувам, види се. Верувам, ама гледай се. Да, гледам ја сега. Значи, преку вера. И затоа тие мислат само верата. Едно од оние правила што ги потребува една голема заедница, која е затворена во тие правила, кои стануваат пранги, не дозволуваат духот да те разбуди, дека верата без дела е мртва и ти имаш мртва вера во мртва заедница. Телото без дух е мртво, црквата без дух е мртва и ти си мртов без дух. И ако имаш дух, нема никогаш да те одвлече било кој член на семејство или било кој. Ни ова, Исус вели, ни верата, ни семејството, ни тоа нема да ме оттргне од Исус. Затоа вели, кој љуби син или ќерка повеќе од мене, мајка, татко, сопруга, не е достоен за мене. Законот не се заснувува врз верата. Напротив, во него се вели, ако сакаш да добиеш живот преку придржување кон Мојсеевиот закон, ќе мораш да се придржуваш до сите негови заповеди. Тешко е, ти немаш доволно сила без Исус Христос да останеш по неговата љубов. Те сакам, Господи Исусе Христе. Христос не ослободи од проклетството на законот ако му дозволиш да живее во твоето срце, така што наместо ние тој ги поднесе последиците на проклетството. Во случајот крвта ваша на главите ваши, ти сам ќе плачиш за своите греови. Не сум јас грешен, ако не си грешен, среќен ти пат, тоа е сатанската природа. Во Светото писмо е запишано проклет да е секој што е обесен на дрво, така да Исус може да ги земе сите ваши проклетства, да се покаеш за семејството, ти да помогнеш еден човек, да им помогне, да им даде подобра позиција на останатите. Затоа тој ти дава да отплаќа генерации на рати кога си направил зло. Така, ветувањето што Бог му го даде на Аврам сега може преку Исус Христос да се исполни за сите народи, да добијат благослов. Исусе! Тоа ветување е дека ќе го примат Светиот Дух
врз основа на верата во Исус. Врз основа на верата во Исус, драги пријатели христијани, и тука ќе застанеме, значи тоа е третата глава, врз основа на верата во Исус го примаш Светиот Дух. Но што е тоа вера? Има дефиниција да веруваш во нешто што не го гледаш. Значи на Аврам му вели ке имаш син, тој сепак легна со Агара. Пројде известно време, Сара беше 90-100 години и тој не ротка. Легна со Агара, го направи Исмаел по известен период, Бог му вели сега ќе ти дадам син. Аврам му вели имам син. И тој му вели не, јас ќе ти дадам, и му го дава Исак, го благослови Исак и Исмаел го благослови. Ова сум го кажувал. Обата се обрежуваат, тоа се муслиманите и евреите, а се тепаат. А Исус вели, љуби го својот ближен како самиот себе си, молете се за непријателите своји, благословувајте ги оние што ве мразат и навредуваат и гонат. Поверува, значи преку вера ќе го примат Светиот Дух врз основа на верата, врз основа на темел. Поверува и верува. Што е тоа? Кај си, другар? Имаме уште едно увереност. Трета категорија. Тоа се стапки на верата. Дали ти оживеа во Исус или си мртов човек, телесен си, живееш постаро, ти мислиш дека си дух. Сите што заминуваат од заедницава, ќе им кажеш дека што треба да промени и ќе ја дувнат. Се сеќавате апостолите, сите замина еден ден, едни ученици кај Исус, и Исус им вели да не сакате и вие да си заминете, 12 апостоли. Петар му вели, ние немаме каде да одиме, каде ќе заминеш, човеку? Портата е Исус, нема друга порта, остануваш во овој телесен свет. Имав една визија, ви го кажав, тоа се распаѓа овој свет како слагалка. Луѓето врескаат и викаат, зошто ни правиш ова, ти си лош Бог, сакаме дома. И тој ги праќа дома во материјалниот свет, во подземното царство, наместо во духовното. Знаете? Тоа е таа суштина. Бев затресен неколку дена. Значи, дали оживеан, дали си осилен во Дух Исусов, Царството Божјо насила го грабаат силните од времето на Јован Крстител. Дали си роден од озгора и се ти мислат ќе влезат во водата и толку. Да се родиш од озгора, да се родиш од вода, да се родиш, не да се капеш, да се бањаш, да пливаш, роден од озгора или абе види, верував, ама сега ти кажам, јас не испадна така како што верував, а? Па ти не си верувал, значи. Верувам до крај, додека не се исполни кој ќе претрпи до крај. Претрпивши же до конца, ова го кажувам на руски, бидејќи го имаше во манастирот Свети Јоаким Осоговски, додека го доаѓав до Исус, се приближував. Претрпивши же до конца, тој спасеција, кој ќе претрпи до крај ќе се спаси. Дури не се исполни се, значи се поверувам, се доверувам, имам вера, верува, увереност. Доверувам на Исус. Дали ја разбираш разликата меѓу поверува, верува и крајна увереност? И еве цитат, добро, тие поради неверие. Значи, јас често се молам во заедницата со трудници. Тие што се за тебе, Исусе, нека останат, тие што не се да се заминат. Не можеш ти да ги лажираш христијаните, да носиш луѓе кои не се утврдени, кои нема, да бидат сотрудници, тоа се сотрудници чии имиња се запишани во книгата на животот, сака да работи за Исус. Тие поради неверие беа откршени израелците, а ти поради вера се држиш. Поради вера се држиш. Немој да бидеш горделив кој сум јас, туку имај страв, зашто ако Бог не ги поштедил природните гранки, израелците, нема ни тебе да те поштеди. Римјаните 11:20-21. Затоа таа теорија дека еднаш спасен, за секогаш спасен, те крстиле како бебе, например, ти си влегол во водата и мислиш готово, поверува. Но овде имаме други податоци, дали вие ги читате или не. Дали во духот сами проучувате со изопачен ум. Секоја мисла треба да е покорна на Исус. Дела 8:12-16. Филип во самаријанскиот град го проповеда Христос. Не проповеда деноминации, канони, човечки правила. Христос преку духот кој зборува во него.
Значи, тие беа учени од Исуса, се разбегаа. Не беше тоа доволно. Од човек, ајде да речеме, кој беше син човечки, односно син Божи. Потоа духот кога слезе, духот ги водеше. Тока е разликата. 12 стих, кога му поверуваа на Филип за Евангелието. Тоа е почетна позиција, значи тоа е во Самарија. И Царството Божјо и името Исусово почнаа да се крштеваат. Тој збор крштеваат, уствари е баптизо, да се вапцаат, да се потопуваат во водата, мажи и жени. Поверува и се потопија во водата, тоа е поверува. Почетна позиција, ново покрстен христијанин. Неутврден. Например, сите што заминуваат и викаме, што е ова, јас сум крстен, духот мене ме учи, тој пијапчиња за смирување има проблеми психички, има некои болести, така натаму, духот го учи. Сите мислат дека имаат дух, мислат дека своите мисли, својата волја е духот. Тоа е духот на овој свет, значи поверува и се потопи во вода. Надворешно се искапе, тоа е сликата. Иначе, ако некој не се роди од вода, мисли на човек кој се спуштил во женска утрова, да биде син. Те сакам, Господи Исусе Христе, ве доаѓа дождот. Новокрстени поверувани, Самарија го примила Словото Божје 8:14. Нема отпор. Има луѓе не икеа да слушнат, се нервираат, бегаат. Вчера овде сретнавме една жена во неа пори. Со две-три деца да дотрча во една продавница, манде влезена внатре и една мајица каде има дете со исплазен јазик вака и го покажува знакот на ѓаволот, да не го покажам со раката. И детето доаѓа, има меѓу 4 и 7 години. Машкото вика, мама, гледај, вика, мамо, гледај го ова, вика, знакот на сатаната, и детето, и сестричата него, плукаат на него. Јас си викам, слава ти Исусе. А мајката, децата се разбудени, а мајката им вели, што ви е гајле, на српски, шта ми е брига, што ви е гајле. Пазете, децата се поразбудени. Друг случај, вчера исто така имаше доста отчитување. Ние береме таму мали, како се викаат, дудинки, марунки, и некој лае, јас се вртам, жена голема, девојка, лае како куче и мрда со газов. И почнеме да се молиме, и одиме по улицата, таа лае, одиме ние, излези во името на Господ Исус Христос, напушти сатано, не отстапуваме. Помогни ни Исусе, сатанска војска надвор, ангелска војска испрати, бегај од нас сатано, и одиме, и таа се вознемири, почна да лае. И побегна од нас, избега натаму, и опсе сретнаме во една продавница за зеленчук и овоши. И манде влезе во продавница, јас се молам упорно, таа лае, се тресе целата. И додека манде беше, ми се заврта и ми ржи. И јас си викам, замолкни во името на Исус, ке ти изгорам со мечот на духот, јас сум син на Исуса Христа, бега од тука сатана во името на Господ Исус Христос. И човек ја зема мајката и низ улицата скоро отрчаа. Значи долга улица права, може 500-800 метри. И во еден момент јас се молам, не остапувам, еден ден. И викам, душата не е твоја, сатано, пушти ја во името на Исус. Видете, тоа беше дадено како пример. Зошто е таа под такво дејство, демоните се во свињите, тоа е прашање. Бог знае, во тело или без тело. Јас не знам, Отецот знае. Но мојата намера беше таа. Тој сеќава сила и се вознемирува. Јас не можам да рипнам на неа со раката Божја, со прстот Божји, печатот од оваа рака, так. Се заврте и мајката, веројатно и каже, од оние ме вознемируваат и ме гледа на едно 800 метри и јас ги благословувам и викам, мораш да се покаеш сатан еден ден, ќе паднеш на колена, се додека не кажеш благословен е оној што доаѓа. Првиот Адам, последниот Адам и така натаму, но тоа е друга тема. Значи, го примила Самарија Словото Божје 8:14 дела, не го отврла, но никој од нив се уште не е искапен однатре, го нема духот, во водна бања во Словото, немаат уште свети дух. Значи, ти си влегол во вода, немаш уште свети дух. Видете, тука влегува во вода, например, и Симон, ако се сеќавате магесникот, исто тој поверува, оди со нив, се искапе во водата, надворешно се капе, ти покажува слика, сега зборува за внатрешно облевање. Тој што доаѓа по мене, вели Јован, тој што доаѓа ќе крштева со оган и со светиот дух. Тоа е крштевањето. Надворешното е старозаветно. Старо, да се покаеш и да се трудиш до правилата.
To покажува. Затоа на Исус му вели, ти мене треба да ме крштеваш. Зошто се крштил Исус? Па затоа што така е пророштвото. Кога ќе го видиш дека над него ќе дојде гулаб, тој е. И тој му вели, тој е мојот возлюбен син. И Јован му одговара на Исус, јас не сум достоен. Затоа тоа достоен е важно. Видите? Тој е тој момент. Тој вели да се родиш од вода, не да се капеш. И пак ќе дојдеме до истото состојба. Дали жената раѓа за еден ден? Како можеш ти да влезеш во вода и да бидеш новороден? Жената 9 месеци го носи бебето. Дали го размислуваш ти ова? Зошто е тоа? Зошто апостолите 50 дена чекаа? И тие беа ново покрстени, така? Иако беа со Исус, немаа дух уште. Зошто нема дух? Па срцето не им е право. Не си му се поклонил на Исус. Како се поклонува на Исус? Па во дух. Ти во тело му се поклонуваш. Овој род се истерува со пост и молитва. Кој е тој род? Па тој што е во твоето срце стариот човек. Што е тоа пост? Па да се откажеш од светот. Например, да не ја постоиш со сопругата ако не ти дозволува да доаѓаш на заедницата. Зашто единствена шанса да ја донесеш е ти да дојдеш да примиш сила и дух. Ако немаш дух, ќе се разбегаш како апостолите. Апостолите се разбегаа. Тие беа ново покрстени. Пази сега. Значи, тие се уште нема водна бања. 15 стих, Петар и Јован се молат за нив, нови доаѓаат, Филипе 1. Пазете, примаат водство, назнаки, напатствија, духот ги води, Петар и Јован доаѓаат. Духот не беше слегол и така натаму. И сега само беа крстени во името на Господ Исус Христос, беа потопени. Тој е ново покрстен христијанин, неутврден 90%, повеќе може би. Од сите христијани доаѓаат само до оваа точка, го прифаќаш Исус, го прифаќам, влегол во водата и сите го имитираат тоа. И ти им велиш, не значи ништо, водата не крштева. Духот треба да те крсти. Па да, не е како и сега. Тој што не сакал водно крштење бил сатаната. Па и на Исус му велеа дека е сатаната. Водно крштење е кога ти со водна бања во Словото, со жива вода ќе влезеш. Тој што доаѓа по мене ќе крштева со Дух Свети. Каква врска има ти си се уште во Јованово крштевање? Затоа му велат учениците на Јован постат прават, а вие не постите, јадете, пиете. Гледате дека тие не постапуваат исто. Исусовите јадат и пијат. Кога ќе го нема пастирот, тогаш ние ќе постиме. Разбирате ви или не разбирате? Зошто? Па зашто треба да бидеш како пастирот. 40 дена во пустината, а овие 50 дена, уште 10 дена. Значи, духот се уште не беше слегол врз самаријанците, беа потопени, како што вели тој крстени, само беа крстени во името на Господ Исус, 16 стих, потопени, поверуваа ново крстени. Во 17 стих се полагаат раце, примаат Свети Дух, но не сите. Срцето не ти е право. Симон исто така правил магепсник, он е крстен во вода. И што, прима дух? Не, па не останува христијанин. Тој што го нема Духот Свети, нели овде пишува? Или не го читате тоа? Не е христијанин, тој што го нема Духот. Ти си мртов, значи, ти си телесен. Симон не прима, нуди пари, срцето не му е право пред Бога, дела 8:18-25. Тоа треба да го разбереш, што значи да ти е срцето право. Па, например, ако жената сака да те одвлече од заедницата, ти да ја кажеш или Исус или ништо. Значи, затоа го има тој стих, тој нема тој што оставил жена, деца, татко, мајка, дом и така натаму, а не добил повеќе од мене. Што добиваш? Па живот вечен. Ти си еден кој ќе можеш да се молиш понатаму за нив, за мртвите, кои се тие мртви. Па тие што немаат дух, мртвите заедници, телесни, поделени, си раскажуваат приказки. Поверува и верува и уверено се мерки растојанија во близина со Исус Христос, бидејќи, значи колку си ти близко до Исус, ти знаеш за Исус, тоа е грев против Светиот Дух и се враќаш назад. Немаш сила, апостолите се разбегаа, немаат дух. Тоа е првиот знак дека немаш дух. Која црква е вистинска? Па ако викаш Оче, Татко мој, ако главата ти е откриена и го прославуваш Господ Исус Христос и само Него го славиш и само Него му се поклонуваш, а не на светот, на некој член на семејство, бидејќи според верата живееме, според верата оживуваме, а не според гледањето. 2 Коринтијаните 5:7. Живееме и оживуваме од телесен во духовен човек Исусов. Во духовен Исусов човек. Негов, не свој. Не паѓаме со духот, ако нашиот
надворешен човек треба да тлее внатрешниот од ден на ден да се возобновува. Ете, ова го објаснува тој. Од ден на ден. Значи, жената првин треба да зачне, да има љубов, да има сраст. Може би нема љубов, има само инстинкт, ако некој ја силуваме и така натаму. Но за да зачне, мора да има љубов, потреба, да се соединиш. Тоа е потребата за да бидеш крстен. Треба да имаш желба, страст, да копнеш, да ревнуваш. Па да зачнеш, па 9 месеци. Детето е во вода носено и е родено од вода и стануваш човек и тогаш имаш слободна волја. Можеш да се капеш во водата, но нема да те направи христијанин тоа. Водата не крштева. Само духот крштева. Исус со оган, пламенен дух, да го распламти твојот дух, дека Исус живее самиот живот во тебе. Натрешен ден, поверува е се уште надворешен човек. Поверува во Исус, да, верувам Исус, вака и цитираш стихови. А верува една вера, една љубов, соединување во Исус, едно тело, еден дух, увереност до крај. Му се препушташ на се. Поверува и затоа говорев, бидејќи го имаме тој ист дух на верата, духот на верата, Исусовата вера. Ти немаш доволно вера, се покажува, тоа имаме такви примери. Наеднаш се повлекува, немал ни укор, ни ништо, заради некоја причина. Го плаши големата заедница, која работи канони македонската народна култура. Тие ја нарекуваат, па да речеш, нашата вера, вашата вера, да речеш православна, католичка, протестантска вера, верата е Исусова. Пазете, тој дух на верата. Тоа е дух, не е констатација. Тоа не е православие, католицизам, протестантизам. Тоа е духот Исусов, тоа е верата. Пазете, еве го, бидејќи го имаме тој ист дух на верата, не можеш ти да му даваш друго име на тоа. Духот на овој свет. Ти ќе знаеш дека е духот Исусов, него ќе го славиш, ќе викаш Господе Исусе Христе, ќе оставиш се, жена, деца, млади, луѓе, традиции, израелците заради тоа го распнаа Исус. Традиции, ние македонците полни со традиции. Пазете сега. И ние веруваме и затоа говориме. Поверува и затоа зборува. Што зборува? 2 Коринтијаните 4:13. Почнуваш да зборуваш за Исус, сведочиш за Исус, веруваш и сведочиш, живееш за Исус, го бараш Царството Божјо, сеќе ти се придодаде. Не си живееш во светот, не може да те расите светот, го земаш да те врати назад, двоостар меч, мечот на духот, ги раскинуваш сите пранги што сатаната ги фрлил врз тебе, те враќа во материјалниот свет. Значи, го бараш Царството Божјо и се ти се придодава, не си живееш во светот. Пази, работиш и служиш за Исус Христос. Работиш и служиш за Исуса Христа, зашто ние самите себе деноминации, нивна вера не се проповедаме, туку Исус Христос Господ. Значи не проповедаш сам вера, само ова, слава ти Господ Исусе Христе. 2 Коринтијаните 4:5. Значи не се проповедаш сами учења, сами традиции, туку го проповедаш Исус Христос. Дали се проповедам сам себе, нашата земна поделена црква, нашата. Меѓу нашата вера и вашата вера има голема вера. Едната е телесна, има рок на трање, другата е Исусова, како што рече верат, дух на верата. Значи сега, Отецот е дух, каде што е духот, духовен човек, духот Господов, таму има слобода, ти си слободен од телесните закони. Не живееш телесно, почнеш духовно да живееш. Тоа се материализира, Христов војник не старе, нема болки, болести и страдања. Ти викаш, крстен сум, пиеш апчиња некој. Човеку, о неразбрани галатјани. Ние пак со откриено лице, како во огледало, дали така постапуваш? Значи, евнухот оди Филип, духот му вели, оди кај тој човек таму, значи, тој е по нарачка. Оди и се поклонува на Отецот, на ковчегот на Заветот и чита од Светото писмо на глас и јавно, со откриено лице, како во огледало, гледајќи ја славата Исусова. Него е, не се срамам од Исус Христос, се преобразуваме во истиот лик Исус Христос. Тој не ќе да сведочи, немаш сведоштво. Се срамиш заради некој, ти си се уште во светот, немаш дух.
Од слава во слава се преобразуваме, од нашата слава во неговата, од Духот Господов. 2 Коринтијаните 4:17-18. Значи, откриено лице. Не се срамам на Исус. Преобразба од поверува во верувам, во увереност до крај, до духовно водство, припадност, управување во нас самите. Му ја даваш власта во тебе, тој ти дава власт. Да газиш на змии и на скорпи и ништо нема да ти напакости. Да не искапе одвнатре Словото во дух, нашите срца, не телесно. Телесното е само слика. Ништо не се прави со телесно капање. Сигурно нема да одиш како свиња. Свињата се капе и се враќа во калта, значи нема дух. Тоа е свиња. Свиња и пес кој се враќа на својата војеница на стариот начин е верник кој живее без дух. Мисли дека е во Исус. Слуги на новиот завет. Тоа е Исус. Не на буквата. Словото убива, духот оживотворува. Туку на духот, буквата словото убива, духот оживотворува. 2 Коринтијаните 3:6. Ме прашува една сестра, долги години од заедниците протестантски. Што е тоа? Па тоа е кога го читаш ти со свое толкување. И словото станува камен, камен на кој се сопнуваш на аголот, со камења се мавате како со цитати. Служење, поклонување во дух му се поклонуваш на Исус. Во дух, не во тело. Тие во тело се поклонуваат. Имаме тие и многу се поклонуваат. И муслиманите се поклонуваат во тело. Ти не можеш да имаш дух, бидејќи не го познаваш Исус. И не го негираат до крај. Мисла дека е пророк. Но пазете, гревот Каинив е поинаков. Ти не знае за Исус, му се објавува, им се објавува на некој од нив служење, поклонување во дух и вистина 7. И одиме 7 стих, во која е од 2 Коринтијаните 7. Смртоносно служење со букви, кое те убива. Врежани во камења. Тоа се твоите срца, камено срце, тврдо срце, тврдокорно срце. И она камен, стариот завет. И служење, водство, препуштање, родение во дух, 8 стих. Христово писмо составено, излеано. Значи, тоа значи излеано. Овие слова. Јас не ги зборувам од себе. Слегуваат, тој е учителот. Излеано пред нашата служба. Другите деноминации читаат некој преку некој човек. Некој се стари по 500 години, некој по 1000 нешто години. Некој од тие учат како учебници. Имам интересен еден пријател, сотрудник. Чита од една жена што добила пред 100 години. Ние добиваме во духот. Излеано, зошто е тоа така, тој знае. Значи, излеано преку нашата духот на живиот Бог. Христово писмо составено, излеано преку нашата служба. Напишано не со мастило, не на камен, туку со духот. Напишано со духот на живиот Бог. Не со ваква вода, со духовна вода, жива вода. Разбирате вие што те оживува? Духот е тој што оживува, водата не оживува. Телесно, телото ништо не помага, материјалниот свет ништо не помага. Значи, Христово писмо составено, излеано преку нашата служба, напишано не со мастило, туку со духот на живиот Бог, Татко, не на камени плочки, туку на човечките срца. Оживеано слово, 2 Коринтијаните 3:3. Писмо впишано во моето, во твоето, во нашите срца. Пазете, вториот стих, оживеано со водна бања во словото, во духот, да те исчисти одвратно од срцето човечко излегуваат, кое те оживува, словото меѓу поверува, вистински духовно верува и увереност духовна. Оживеан да служиш, да сведочиш, да љубиш до крај, кој ќе претрпи до крај со Исус Христос, да не прелаже сатаната. И избраните, те избрал си, дознал си, дошол, избраните, да не прелаже сатаната со негови мисли, намисли, желби, 2:11 Коринтијаните. Пазите го тој момент, 2 Коринтијаните. Негови мисли се тоа што ти мислиш, твојата волја, ти што сакаш, ти, не, ова не. Тоа е сатаната. Отецот не утврди
во Исус Христос не помаза, не запечати и ни даде залог на духот. Потпис овде, во моето срце пишува Исус Христос. На рака имам печат духовен, кој ќе ја кренам татко, слегува оган пламен. Некога што сакам ја стои. Залог на духот во срцата наши. Духовно капење, духовно крштение, духовно живење. Тие се занимаваат со телесни обреди и не се христијани, бидејќи кој го нема духот Исусов, тој не може да се нарече христијанин. Знаете што? Секој има некое свое сведоштво како сум дошол јас. Од почетокот знаев дека сум негде на овој свет, зошто сум овде, што барам до моментот. Од точки, например, на пиење, па дрогирање, па блуден живот, па безцелен живот. Ми дојде да рипнам од балконот. Имав брак со 2 деца, таму се случуваше, тогаш бев под проклетство, со темна, црна магија, да се самоубијам, да се убијам. Да дојдам до Исуса Христа ме вадеше секогаш од канџите и прангите на сатаната, се давам во Охридско езеро, имавме пророштво од тетка Мира. Не влегуе во вода покрај карпи, демон ме фати и ме тегнеше во водата. И јас тонам. Пазете, и викам, пушти ме, не те пуштам, пушти ме, не те, кој си бе ти, кај мене си на список да заминам. И јас не знаев тогаш за Исус, знаев 3 молитви, православниот молитвени, ги читав наизуст. Богородице, Дева, тапара не дејствувал. Молитви на Духот Свети. И тоа е погрешно. Се што ќе побарате во моје име, од молитвата на Духот Свети и душе во ништо. Оче надора ништо, тонам, готово. Водата ми дојде до очите. Она што можев да го слушаме, тоа е начинот на кој нашата кума со Манде, тетка Мира, која се радуваше што не спои, ни помогна да го разбереме тој духовен свет. Имаше луѓе, Мирјана Соколова, Ѓорги Филев, во еден период и кај Шаров со кој работевме. Ги учевме работи, бевме на границата и Злате, ште Злате од Ржановце. Секогаш имаше некој човек кој ни помагаше. Да го разбереме дека ние бевме во една духовна борба на границата да не сничкоса. Како што сака Македонија да е сничкоса, зашто вели дојди во Македонија и помогни ни заради Армакедонот. Те сакаме Господе Исусе Христе. Тогаш јас повикав кон Богородица. Пазете сега. Но потоа знаев дека Исус ме спаси, ми се објави. И јас сега изчекорив. Тој ќе те спаси да не го познаваш неговото име, ако горе што повикаш. Но само Исус залог на Духот во срцата наши е Исус и Таткото Небесен да живеат во мене и Тој да ме води, Духот да зборува. Тој ги пишува овие слова. Јас не ги зборувам од себе, јас не сум достоен да се наречам било што. Но тој ми слегува слова, ми дава состојби, праќа луѓе. Ова како што гледате тече сега одина кај 600-тиот заве. Тоа е таа жива река што не сопира. Тоа е таа сила Исусова, не за сатаната и смртта, да за Исус во моето срце. Прими го тој залог на Духот. Оживеј и биди жив во Духот. Да не те свлечка сатаната, како што вели. Да не прелаже сатаната, 2.11, 2 Коринтијаните, со негови мисли, замисли, да ги привлече, да ги уништи, да ги повлече и избраните. Кои се тие избраните? Па еве си дошол. Јас те молам за сите оние што заминаа, прости им, не знаат што прават, зашто кога ќе знаеш за Исус, се враќаш назад, тој е грев против Светиот Дух, кој не се плаќа ни на овој свет. Значи крвта ваша на главите ваши ќе треба самиот да го отплаќаш. Татко мој небесен, сатаната е поразен, синко сатански, покај се. Немаш каде да одиш, нема друга врата, еден ден ќе треба да паднеш на колена, да речеш на вистина, сова се Бог, прости ми татко, погрешив пред тебе и пред небото. Им простувам на сите, никого не осудувам, се покајувам за секој греф и ти го предавам срцето, да ставиш залог на Духот во срцата наши. Тој е тој залог, самиот Дух, Светиот Дух, Духот утешител, Духот на мудроста, Духот искупител, Духот на вечната љубов, која никогаш не престанува, за секогаш Исус
Насекаде Исус, во секого Исус, во името на Господ Исус Христос, го врзувам сатаната и секој демон што се нафрат врз тебе, синко, кој не можеш да поверуваш. Ги изгонувам во името на Господ Исус Христос, со прстот Божи, надвор од тука, сатано, во името Исусово. Им забранувам да се вратат и ја примам крвта Исусова, силата Исусова, љубовта Исусова. Да бидам жив христијанин, жив камен во Исусовото црство, го барам Царството Божие, Исусовата заедница е духовна, не е телесна. Значи да се поклониш во дух треба, не во тело. Ете тука е проблемот на тие мртви христијански заедници кои немаат сила, кои си живеат по старо и само мислат, то се ново покрстени, се искапел во водата од надвор, се варосал од надвор, а внатре се варосани гробови. Варосани гробови, мртвија, живија мртви, живи мртовци. За секогаш Исус, на секаде Исус. Во сек те молам за Грција, Господе Исусе Христос, да им ги простиш гревовите, да не негираат дека има македонци, за бугарите, да не негираат едни со други, за албанците, за србите на целиот македонски полуостров, да живееме во Христовата љубов. Па нели сте христијани, ке ве познаат дека се мои ученици. Бидете негови ученици, простете, отворете ги границите, пуштете ги македонците да живеат. Тие се народ запишан од семокниот Бог. Не си ти тој што одредуваш дали постојат или не постојат. Бог создал се, таткото, тој е создател, не си ти. Од земјата до небесата те сакам, Господи Исусе Христо, и уште повеќе ќе те љубам. Амин, до Божјо Царство Небесно, амин. Радувај се, радувај се, радувај се, чедо Божје. И дали ти имаш радост, дали си здрав, млад, не старееш, се радуваш, немаш болки, болести и страдања, имаш залог на духот во срцето твое. Тајната криена со векови дека Исус треба да живее, да оживее внатре во мене, во внатрешниот човек. Еј, Исусе, колку си ме возлюбил, о неразумни галатјани, за секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус, во секое срце Исус. Амин. Исусе, Исусе и пак Исусе, татко, татко на љубовта. Амин. Христе Боже, јас те љубам, Исусе, за секогаш во моето срце ти насели се, ти ми даваш сила, љубов, мир и победа во се, и во радост ќе ти служам, ти си внатре во мене, и во радост ќе ти служам, јас те љубам, Исусе. На колена пред Исуса, ти мало стадо возлюбено. На колена по Исуса, ти мало стадо Исусово, за секога